Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, мое почитувано Скопје. Во изминатите 2 месеци постигнавме нешто што не можевме ни да замислиме пред 2 месеци. Во создавањето на ова движење, кое веќе го имаме низ улиците на Скопје, во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за иднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку. Затоа јас сум неизмерно благодарен на сите наши активисти во изминатите 2 месеци кои беа на улиците, кои агитираа помеѓу нашите сограѓани и кои помагаа на нашата кампања. Уште од самиот почеток на кампањата целта ни беше преку јасни пораки и човечки пристап да воведеме нова политичка култура на комуникација, на надеж и на убава енергија. Тоа успеавме да го направиме, еве сме, тука сме, успеавме да ја пробудиме енергијата во град Скопје. За жал видовме на самиот крај дека имаше обид од страна на владеачката авторитарна ВМРО-ДПМН да го смени сето ова со нивни методи, но не успеа да ги обесхрабри скопјани кои во толку голем број покажа дека не е толку јасна позицијата на владеачката партија како што мислеа. Тоа значи дека во следните 2,5 години Скопје само дополнително ќе се мобилизира и на парламентарните избори левица ќе претендира да биде прва партија во Скопје. Сакам да се заблагодарам на сите гласачи на левица, кои од циклус во циклус веруваат во ова што го правиме и нивниот ентузијазам се преслика во една долгорочна лојалност кон левица, затоа што сметаме дека заедно со овие луѓе ја делиме визијата која ќе создадеме допрва и тие ни ја даваат енергијата која имаме за да се спротивставиме на оваа ламја режимска. Сакам да се заблагодарам на сите неопределени кои сепак се одважи и излегува да гласа. На вистина не е залудно. Со ова покажавме дека иднината во Македонија е многу посветла неголи што сметаа дека ќе биде владеачките партии. Иднината е светла затоа што ние сме пробудени и се повеќе и повеќе ќе го чувствуваат нашиот одговор. Сакам да им се заблагодарам и на гласачите на СДС. Сметам дека браната е пукната и сметам дека ние сме вашата опција. Ве повикувам да останете зад контингентот на левица, затоа што левица е опозицијата на ВМРО-ДПМН. Тоа го гледавме во собранието, години и пол дена тоа го видовме и на овие избори. Ве повикувам да останете зад левата опција за левиот блок да се консолидира и да може на секој можен начин да му задава удар на режимскиот ВМРО-ДПМН. Сакам да им се заблагодарам на оние кои гласаа за независните листи и сега го дадоа гласот за нашата опција. Навистина ви благодарам за тоа што сметаме дека заедно со вас делиме желба за подобар град и за подобра држава и ова само ќе биде почеток на соработката која можеме да ја оствариме. За крај сакам да се заблагодарам на сите кои ја следаа оваа кампања, но можеби до крај нема храброст, можеби се колебаа до крај да излезат. Ви благодарам и вам затоа што вашето колебање ние го ставаме на себе како одговорност за следните 2,5 години и вас да ви извадиме на гласачките кутии. Јас можам едно да порачам, после оваа изборна трка, особено после сето ова што се случи во град Скопје, ние ќе се вратиме во парламентот уште посилно. Сакам да порачам на сите 60.000 луѓе кои го дадоа гласот за мене оваа вечер. Следните 2,5 години имате глас во собранието. Јас ќе бидам вашиот глас, јас ќе бидам гласот на ова движење кое го создаваме. ВМРО-ДПМН ќе добие уште пожестока борба од понеделник, а ние создадовме историја. Ова ќе се памти и ова само ќе биде предвесник на она што можеме да го гледаме во иднина. Град Скопје доби нов градоначалник, на скопјани им го честитам изборот за новиот градоначалник.